Јас ви гарантирам на 29 дека нема шанси да има друг некој, освен СДСМ и коалицијата во сите овие. Што е важно да знаете сите вие? Прво, дека 100%, а тоа би го кажал и председател, оваа влада, раководството на оваа партија, лично јас, стојам зад мојот другар Курто Дудуш. 100%. Второ, 100% стојам за секој советник во Советот на општина Шуто Оризари на листата на Социјалдемократскиот сојуз, која што ја водеше Геги Демидовски. Имаме градски советник, исто од Шуто Оризари, кој што мора да го крене својот глас и да работи за Шуто Оризари во градот, да му земеме на Петре некоја пара и да вложиме овде во Шуто Оризари. И тука, апсолутно, ќе мораме да направиме се, тие проекти кои што ги запишаме во програмата, да ги реализираме до крај. И тоа во овие 4 години. За да можеме наредните 4 години да се занимаваме со многу поубави работи за Шуто Оризари. Деновиве почнуваат, или ќе ви кажам, продолжуваат одредени шпекулации повторно во Шуто Оризари, заради тоа што сметаат дека повторно со манипулации, со далавери кои што ги правел во изминатиот период, може да се повтори нешто, да се врати на старото како што било. Пораката од 15 октомври е јасна кон Анди Бајрам и кон Елвис. Нивната работа во Шуто Оризари е завршена. За нив ќе има работа на друго место. И затоа сакам да знаете неколку работи. Слушам денеска, вчера и така натаму. Повторно, кога имаат проблем, ајде сега пазарот некој ќе го затвори во Шуто Оризари. Сакам да ви кажам, нема да се затвори пазарот. Само ќе го направиме посовремен, посреден, поуреден. И од европски тип, за кој што сме разговарале со Куцо и за кој што знаеме како треба, имаме проект тоа да го направиме. И тука да не ве лаже никој. Нити тие што работат таму да се лажат, нити да ги злоупотребуваат луѓето, нити да ги плашат, за нив ќе има работа. Меѓутоа ќе работиме на привлекување на други инвестиции овде во Шуто Оризари, за да можат граѓаните, пред се младите луѓе, да најдат работно место овде да ги работи. Пред 3 години тргнавме да се ослободиме државата, лани во декември делумно ја завршивме работата, на 15 октомври речиси целосно ја ослободивме Македонија. Режимот веќе го нема. Никој повеќе не смее да биде заплашуван, под притисок и на било каков начин да му биде сугерирано како да се однесува. Најголемиот дел е завршен. Министерот кажа, цела двојка е речиси завршена. Во Шуто Оризари за многу малку не е така. Меѓутоа, верувајте ми, многу е послатка победата кога одите по потешкиот пат. И јас затоа знам дека на 29 вие по втор пат ќе му дадете доверба на Куцо. А тоа ќе биде двојна опрска за него и за Советот, затоа што имаат мнозинство и во Советот да работат напорно, како што се работи на државно ниво да се поправа Македонија, така и Куцо со неговиот тим да работи овде и Шуто Оризари да станат позитивно место во Скопје. Да бидете